Добро ви вечер, драги мои. Да се биде жена од секогаш било вистински предизвик низ годините, кога и да погледнеме наназад, можеби ако зборуваме за иднината и ќе се соочуваме со истите прашања или со истите размисли дека дали сме доволно добри во машкиот свет, дали можеме да бидеме доволно успешни раме до раме со мажите во професии кои некако важат за типично машки и така натаму. Но јас стојам за тоа, не само затоа што сум жена, дека и тоа како жените владеат со светот, дека се многу умни, многу успешни, секогаш може да се снајдат буквално каде и да ги фрлите. А тоа ќе ви го докажам и вечерва со моите две прекрасни гостинки, кои бритки, убави, умни, токму го потврдуваат она за кое постојано се зборува. Дали сме доволно добри во машкиот свет или дали можеме да успееме. Велам добро вечер за, реков, моите вечерашни гостинки кои ќе ги потврдат овие можеби размисли, прашања под прашања. Марта Наумовска-Грнарова, добро вечер. Добро вечер. Добро дојдовте. Катерина Здравевска. Добро вечер. Дојдовте и се радувам што ќе се дружиме вечер во Жилет. Бритки, реков и во најавата и на почетокот, умни, одлични представнички на женскиот род, затоа што значи да се биде една жена вистински изреализирана и успешна, а тоа преку ноќ не се постигнува, мора да се сложиме. Затоа колку труд, работа ви требаше да го постигнете сето она што до денес сте го постигнале и колку докажувања ви беа потребни за да можеби си се потврдите себе си или на сите нели останати, затоа дали сте доволно добри да го работите она што го работите вечерва во Жилет. Именно кој ве познава, кој можеби не ве познава, вие ги водите вашите семејни бизниси. Марта, вие имате фирма која исто реков се бави со нешто што може да речеме дека логично би го наследиле мажите во семејството или да речеме е нешто што е семеен бизнис кој би се очекувало дека би требало да го водат мажи, а Катерина и кај вас во фирмата е некако така. Зборуваме за Завар дизајн, зборуваме за Каз груп. Што е она што е првично можеби ви се оние сеќавања од детство, од девојчиња, кога можеби нели типично за девојчињата, бираат можеби нешто сосема друго од она што во семејството се работи или е семеен бизнис? Па, вака, пред се добро вечер на сите, фала ти за поканата и сега вака да го пресечам одма овој прекрасен вовет од твоја страна. Јас сум за жал едно дете, и јас сум детето што требаше да го бива за музика и за цртање, и за математика, и за физика, и за се. И после цело детство поминато на, не знам, 9 години во музичко, со буквално намера да продолжам во музика, со награди на надпревари по ликовна математика, физика. Ја во еден момент им реков, не сакам да бидам музичар, сакам кручање да учам. Продолжив со пеење во хор, ама веќе кога дојде моментот на одлука, сепак превагнаа техничките афинитети. Во однос на воспитувањето, па мислам дека во однос на воспитувањето требаше да бидам и синот и ќерката веројатно. Терете тоа во одредени моменти, го чувствуваше па сакајќи не сакајќи да речам да. Има како и секоја една работа, има и добри и лоши страни да видиш, нели? Едно дете, меѓутоа имав убаво детство, без некоја посебна, како да кажам, насока. Или насока, да. Не. Да. Благодарна сум што имав убави луѓе околу себе, братучеви, тетки и можев да учам од сите нив. Многу архитекти, многу инженери, многу исто така уметници во семејството, така што стварно бев обкружена со една широка палета на луѓе кои што ме облагородија. Катерина, кај вас сте двете сестри кои? Двете сестри сме. Ја пред се благодарам за поканата. Добро вечер на сите. Задоволство. Да, јас исто како Марта од мала возраст растав со бизнисот. Значи моето семејство го почна бизнисот во далечната 1987. Така да за мене беше некако неминовно. Јас растев и живеев со тоа. И на сите тие семејни вечери, семејни собиранки, тие бизнис муабети беа неизоставен дел. Ништо не ми беше наметнато, наметнато за да морам да го одберам тоа како дел од мојата струка и затоа често знам да споменам дека не одбрав јас работата, туку работата ме одбра мене.
растењето и гледајќи ги перспективите, некако ми се створи страст за работата. Татко ми ја потегна визијата, а јас сметам дека ја надоградив во еден современ свет, еве сега се обидам да ја дигитализирам во целост и да дадам малца и поженствен дух. Дела таа женска рака кога ќе фати се е поинаку. И онаму каде што е нели типично да се работи за, да речеме, по машки бизнис, ако можам така да го класифицирам или да го наречам, или нешто каде што обично нели би требало под некаква логика на нештата, мажите да го држат главниот збор. Дури мислам дека и Марта има една убава приказна околу тоа дека нели не се секогаш луѓето не очекуваат дека ќе преговараат со жена токму во ситуации кога ќе дојдат главните работи да се преговараат. Многу често бидејќи ние сепак сме растени во едно друго време. Тоа е, го гледам како наша предност и тоа е карактеристично за овие краеви, бидејќи било кој странец кога ќе дојде, буквално поставува прашања, да речеме, на таа тема и заклучува дека на овие простори сепак има доста жени во бизнис, доста жени кои што се активни, што со тек на време сваќаш дека можеби тоа и не е толку типично и вообичаено, така што јас мислам дека едниот елемент е навистина некакво си генетско наследство на овие простори, на Балканот, еве да речеме, и мислам дека тоа не прави малку поразлични, а и навиката дека жените треба да работат исто така, сепак си носи, бидејќи нашите родители, нашите мајки работеле во некои земји, тоа не е типично. Сега, во позиција на CEO на компанија, ама па во позиција на технички став, секако е уште поневообичаено. Да, не поневообичаено. Кои биле можеби вашите најтешки моменти, кога и можеби самите сте се прашувале треба да сум овде или не треба да сум сепак? Дали е нели наметнато тоа, наследено тоа што е веќе, нели сте го почувствувале или не сте го почувствувале можеби воопшто, како и терет, нели дека е наметнато семејството, бизнис кој со години се работи и слично и дека мора да го правите и дека некако нели ви се наметнал изборот на тоа што треба да бидете во животот, па да се препрашувате требаше или не. Сте имале такви моменти или сте немале воопшто? Или не сте се довеле во ситуација да размислувате бидејќи требало да се тера? Јас лично не. Заради тоа што изборот беше оставен лично на мене. И убаво кажа, ние сме две сестри и сестра ми си одбра пат да си развива собствена кариера. Јас се одлучив, земајќи во предвид дека учев и студирав надвор од Македонија, одлучив да се вратам сепак и да го имплементирам сето тоа што го научив надвор, да го имплементирам во домашниот бизнис. Не ми беше наметнато, меѓутоа земајќи во предвид дека сакам предизвици, а ова беше еден многу сериозен предизвик, и го прифатив. И воопшто не сум се покајала до сега барем дека го прифатив истиот. За да го продолжам бизнисот, да го развијам бизнисот, да го надоградам истиот и да прерасне во оно што е денеска. Колку така сте се наоѓале во ситуации, еве, да ви се наметнуваат машките фигури или да речем да сакаат да го наметнат своето размислување, да сакаат да ве стават во позиција дека можеби жена не се разбира толку во оваа работа колку што нели би требало заради обидувањата, нели, навиките кои ги имаме во секојдневието, дека тоа се машки работи, дека тоа се работи кои мажите буквално повеќе ги разбираат. На Балканот многу често. Да, на Балканот многу често. Секојдневно. На Балканот многу често. Во било кое, што знае една жена за зарадување, што знае една жена, кое ниво на пумпи за така натаму. Во било кое ниво на, да речеме, позиции кои што сум ги работела во компанијата, дали во улога на проектен менаџер, дали во улога на За да се успеете, тргнувале, предпоставувам, не секогаш директно, она меѓутоа да се речем чувствува. нулта позиција некоја за да го научите и да го осознаете, нели, текот на работите во бизнисот. Да, ако е семен бизнис. Друг начин не постои. Јас имав 16 години
во 1988 кога е основан нашиот бизнис и бев, не знам, некоја втора година средно и имам една многу смешна приказна. Дојдов еден ден дома и го прашав татко ми дали ќе ме пушти да снимам каталог за Етко, ме поканија да бидам фотомодел. И он ме праша, а зашто сакаш да бидеш фотомодел? И сега како, мислам, да имам такво искуство. Па да заработам некој динар. Добро, еве, ќе пишуваш понуди, ќе ми помагаш и... Ти дадам шанса да заработиш. Така да. Од тогаш почна Пропадна... историјата. Веројатно тоа оди така, некако и така велат луѓето кои имаат обично нели семејни бизниси дека треба да ги учите децата од најмала возраст, ако сакаат веќе нели да бидат или да го наследат бизнисот, да ги учат работите како велат од поидовната точка или од нели онаа прва позиција која е во работна позиција за да може да го знаат и текот на работите. Сте чувствували ли некогаш дека и во вашата собствена фирма сте имале не сте биле доволно почитувани само заради тоа што сте жени? За мене лично во нашата фирма не. Не, заради тоа што исто како што кажав растев со бизнисот така да вработените ни колегите. Ајде таа доверба дали да. се стекнува лесно или не, да не биде тоа и грубо кажано. Довербата да, заради тоа што ако те гледаат таму секој ден, ако знаат дека си дел од тоа и дека со љубов и со посветеност го правиш и го градиш истото, на подруг начин е перцепцијата. Или ако те гледаат дека се вложуваш во истото, ако те гледаат дека си многу заинтересирана за истото, подруга е перцепцијата. Не ве доживувале како керки на газдата, па? Тоа за тој процес или прв печаток да се смени, како и за секоја една работа, Апсолутно. Треба да Време да се стекне доверба? да го покажеш. И сега тоа е единствениот начин, така што сигурно имало на почеток, сигурно имало во секоја наредна фаза. Меѓутоа, никогаш не сум размислувала. Да сум размислувала, веројатно ќе сум почнала да се двоумам или така натаму. Да, никогаш не... Едноставно сум го гледала тоа, добро, ете тука доаѓаме до малку подлабоко како ние жените реагираме на темава. Добро, значи сега треба поинаку да го Таа женска бука роститрина се користи, односно оди во прилог, нели? Да, нема да отидеме вака по права линија, туку ќе го решиме на друг начин, меѓутоа на крај ќе го добиеме она што ќе се реализира, така што сметам главна разлика помеѓу машкиот и женскиот концепт е нашата... Ние жените сме мајки, ние жените сме го чуваме домот, така што таков е и гледањето на работите и во компанијата. Да се... Битно ни е да... За организација, за... Да, битно ни е Сите тие да... моменти се исклучително важни во како алатки во градењето, да речеме, и успехот. Да, и развој на оние soft skills понекогаш, бидејќи ние секако не имаме его или не знам, некакви такви, ајде, маскулински начини на споредување на успешноста или на резултатите од работата. Мислам дека тука стварно доаѓа до израз. Сето оно што една жена го има како... Да. Што е во моментот кога вие решивте или дое моментот кога сакате да се реализирате и како мајки? Бидејќи тоа е сериозен предизвик. О, да. Јас мислам дека на Кате ќе дадам предност. На Кате како мајка на 3 деца. Не знам, повеќе има. Да, јас сум И често нели ја користам, ајде, Кате, јас извинувам, но потоа е за уште една која често не прашуваат нас жените, нели, и се прашуваме меѓусобно како ти успева жено. Тоа прашање, нели, постојано кое го добиваме. Да. Јас сум мајка на 3 деца. И можам да кажам дека тој балансот кој што го правам помеѓу работните обврски, мајчинството и жртвите кои што сум ги правела во едната или во другата сфера, јас за жал моите деца ги оставив на 3 месеци
за да се вратам назад на работа. Значи, моите работни обврски беа толку сериозни. И сега затоа го кажав, приватниот бизнис покрај своите позитивни страни, или има и свои негативни страни. Мислам, или како мајка, како родител, тежината морав да ја носам јас. Така да, нели, породилното отсуство не ми траеше 9 месеци, ми траеше 3 месеци. Морав да се вратам назад. Од друга страна пак задоволството исто така, кој што го добивам. Нели, исполнето сум како родител. Поддршка имам од децата, се разбира, во истото. И сега, колку и како успевам тоа да го избалансирам, времето ќе покаже. Јас барем мислам дека го балансирам. Дали на децата суптилно некако им подавате играчки или им подававте кога беа мали, ви даваа ли вам играчки каде што има нешто со заварување, со правење, работилници и слично, некако за да биде тоа, сето да речам да оди во правец. Сосема нормално. Па да, моите деца, да не речам дека малте не, нели, растеа кај нас во фабрика. И по старата кирка и синот доаѓаат летно време на пракса. Син ми доаѓа во монтажно оделение и во фарбара и сето за да, или го допре челикот, го допре гусот, го осети. Понатаму желбата дали ќе го работи или не останува на него. Меѓутоа некако природно ми беше да ги вклучам. Сте ги добивале од нив прашањата зошто ова сте одбрале да ви биде семен, да ни биде семен бизнис? Каде идејата, зошто да не правиме нешто друго или да не се занимавате со нешто друго или? Јас не имам добиено такво прашање. Предност не ја дадов на Кате, бидејќи јас имам едно дете, таа сепак има 3. Меѓутоа, Обврската мајчинска сите, е да, еднаква. тие преиспитувања и постојана жонглирање и грижа на совест се, мислам, заеднички, навистина не е без разлика колку долго се случува. Мојата ќерка кога растеше, нешто сосема трето, например, јас многу сакав кукли, многу сакав сето тоа. Она многу сакаше животни. Али коцки и математика, да, и лего од прв ден. Така што не знам дали сум наметнувала, не сум сигурна. Не покажува интерес или за... Не, Дора е, јас сум горда мајка на матурантка, која туку што заврши со испитите и желбата ни е најавена дека сакаме Машински факултет да студираме. Значи си пак нешто се повлекува. Растена е со тоа. Ние обично преку лето имаме студенти на пракса, за да може повеќе да им се посветиме, да не биде еден ден преку годината, пошто така мислам дека нема ефект. И секогаш кога доаѓаат студентите или на пример на пријатели, деца што учат во странство, па сакаат и они да видат, и така ги обично преку лето ги интеракција, на пример, им правиме. 2 пати не има придружувано веќе на саем во Германија, бидејќи јас и сопругот не зборуваме германски, а таа зборува. Така што мислам вториот пат веќе беше така прилично по самоуверена и веројатно така. тоа е гордост и значи за родител кога Огромна, ќе огромна, збунувачка год. Брзо минува, нели тоа време во тој Пребрзо. процес на О, да. Пребрзо. додека како вела трепнете, па тука се покрај вас, околу вас и веќе нели си го градате својот пат. Се обидувате да бидете наметливи во одлуките, во давање на правец или едноставно оставате сепак нели главниот збор, главните одлуки да ги носат децата, да одлучуваат што би сакале, дали би сакале да бидат дел од сето ова или не, ги учите ли на сето она што некако вие по патот веќе го имате искусено, осознаено, што е пречка, што е нели предност? Јас би рекла на некој суптилен начин. Имам Како е еден битно тука да се има тоа чувство на... Имам еден пример кога имаше не знам колку години, 7-4 години, е баш вакво време, како што е во моментот во студио, во градинка и се што вика, јас мама сакам од некоја причина да идам денеска со тие најдебелите зимски чизми за на снег што се. Ја викам, нема проблем, да се враќам во соба и дзиркам, викам, морам да ти кажам 2 работи, па после одлучи. Број 1,
најверојатно ќе ти биде многу топло и биде спремна да го издржиш тоа. А број 2, токму поради тоа, најверојатно ќе те гледаат малку чудно децата. Се врати. Мама, јас одлучив дека нема да ги носам чизмите. Вистинска одлука. Одлуката е на место. Тоа што не знам. Не Правите може да се сериозни ослободиме од исчекори, тоа, веројатно. Да, веројатно се менуваат времињата, се менуваат нештата, но како велат, секој може би најубаво чувствува во кругот на своето најтесно семејство, како пулсира, каков е ритмот на нели овие најблиските и така натаму, за да можеш да го трасираш патот или едноставно да бидеш тука и пријател, и родител, и сепак и авторитет, што е особено исклучително важно. И вие како ја правите, да речеме таа, односно како го градите тој имидж на до некаде пријател, до некаде авторитет, правите таква граница, бидејќи е многу битно, особено децата кои се во некои тинеџ години, па потоа нели добро и адолесцентни, но сепак за да се гради тој еден здрав однос и на почит, но и на чувство на слобода која би го имале децата во таа средина. Мојата најстара ќерка има 17 години, Антонија, и сега заврши 3-та година, така да односот, ете, пошто таа ми е првото дете и преку неја заучев многу да бидам мајка и првите и сите грешки, нели, како родител, нели, претпоставам и вие ги направивте со првите деца. Сметам дека сум ненаметлив родител. Сметам дека сум им поддршка на децата и овде сум за да им дадам крилја за да го одберат својот пат. И да им дадам насока секако. Пред се преку личен пример. Или преку личен пример, кога велам преку личната дисциплина или само дисциплина. Како се однесувам јас прво кон самата себе, па преку тој пример се надевам дека, нели, гледајќи ме мене, каков е мојот однос кон самата себе, дека ќе го прифатат истиот. Не да го прифатат мојот начин на живот, меѓутоа мојот односот што го имам кон самата себе. Тоа ми е на некој начин мојата идеја или мојата цел за добро родителство. Марта? Личен пример секако, меѓутоа личниот пример е добар во однос на структурата, формирање на личноста, да не се повторуваме, меѓутоа тука е многу тешко да го избалансираш притисокот од личниот пример, да се остави простор дека не значи дека сите сме нели исти, идеален и дека тоа мора да така да биде. Тука сметам многу разговарање пред се. Простор многу да бидат дружење. своји. Простор да бидат своји. Колку е тешко да се одбере вистинскиот партнер, условно речено тешко, односно да се почувствува дека тој е тој, бидејќи од стартот некако веќе сте изградени така како личности со веќе изборна или на професија, грабате напред. Колку сте се можеби соочувале со тоа дека сте до некаде предизвик и така, да речем, застрашувачки момент на посилниот пол кога требало да ве бираат за партнер? Верувам дека е така. Меѓутоа, не знам колку ми е објективно искуството, бидејќи јас со мојот сопруг сум од школска клуба, од факултет заедно, така што тоа можеби не сме били до толку свесни. Да. Тоа што е битно и тоа што е битно што буквално заедно пораснавме и заедно го градевме бизнисот, при тоа комбинирајќи ги цело време нашите најдобри особини и полека насочувајќи се и себе си и бизнисот во тие насоки, така што тоа е исто важно, таа поддршка веројатно. Во мојот случај мислам дека единствениот студент на Машински што личеше како уметник. Можда тоа се вистина тука е помешано многу кај тебе. Потоа ќе збориме малку и за музиката која некако остана дел од твојот живот и те одбележа, односно одбележа дел од твојот живот, дека тоа не замина во заборав или едноставно нели сето она што си го правила во детството, во тие рани години, тоа што сите можеби до некаде го сакаме во младоста, да оној уметнички момент на желба да се искажеме поуметнички или да бираме професии кои се блиски со уметноста, па потоа се пренасочуваме. Катерина,
што е со ајде и ова прашање, па потоа ќе продолжиме со ова што го наметнав околу уметност и бирањето и на такви моменти на искажување себе си. Во уметноста? Не, за партнерот прво мислев. Дали е тоа важно кога односно изборот на партнерот треба да е, претпоставувам, важен кога се има ваков предизвик, кога оваа работа е во прашање, кога се води сериозен бизнис или треба да се води? Изборот на партнер е исклучително важен, меѓутоа нели просторот за грешки е дозволен. Така да Апсолутно да. така да Понатаму не одим. така да како беше втора среќа. Апсолутно секој има право на тоа, веројатно Така да. Да се најде вистинската среќа, нели, да се најде среќата во својот живот, но битно е, апсолутно, претпоставувам да Многу е битно. чувствуваме дека сме комотни. Апсолутно многу е битно изборот на вистински партнер. Партнер кој што би можел да те разбере, да те поддржи, посебно во оваа професија, во оваа работа, и во оваа индустрија, земајќи во предвид дека еве и јас и Марта сме обкружени 98% од нашето време со мажи. Потребен е партнер кој што може да го разбере тоа и да може да се носи со истото. И да може да ти даде поддршка за тоа сето тоа. Кои ви биле најтешките моменти, да речем? Еве некои премрежја кои кога буквално сте се ставиле пред ви самите пред испит? Јас континуирано се соочувам со тие. Да, земајќи во предвид дека самото производство како процес, нели, сам по себе е многу тежок, посебно земајќи во предвид дека нашето производство, нашата компанија Кас Груп работи на несериско производство, работиме кастом и tailor-made решенија за водовод. Најтешко мене лично ми паѓа докажувањето пред македонските компании. Значи, без проблем јас се докажувам за извоз. Да. Меѓутоа најтешко ми паѓа мене, нели, да бидам прифатена, да бидам како, нели, на рамноправно ниво со странските корпорации. Зошто сметате дека е тоа така? Вака многу често слушам дека е многу тешко да добиеш потврда и признание од земјата каде што си, од своите, дома е најтешко. Да, и тоа се докажува дека е дома најтешко. Ние без проблем извезуваме во Португалија, во Чешка, во Украина, за Балканот, веќе не правиме Балканот ми е како домашен пазар, меѓутоа, нели, во Македонија ми е така. И затоа за мене е тоа сериозен предизвик. За мене лично е еден од поголемите со кои што се соочувам. Настрана од, нели, другите кои што ми се ситни, недостаток на работна сила, недостаток на работен кар, работна етика од колегите, кои што, нели, со текот на годините е многу измената, меѓутоа тоа ми е еден од поголемите предизвици. Да. Марта. Тоа во моментов, не знам, вака се прашувам, ми се вртат сите ситуации измешано. Сега не сум сигурна дали како во однос на бизнисот или во однос на се заедно и во однос на родителството, сум имала навистина комплицирани ситуации од типот, не знам, добивам стипендија на месец дена во Шведска и оставам дете од 2 години. Јас мислам дека кога се вратив, она беше толку уплашена да не сакаше на аеродром не сакаше да ме Да се развоите? Не сакаше да ме Да те поздрави. Гушне, не ме поздрави. Се криеше, требаше да помине еден ден. Тоа, например, ми беше сериозен шок. Не си го препознав детето, пошто тоа беше на најмала возраст, прв пат толку долго. Затоа тоа се сериозни предизвици за да се издржи и да се истрае во целиот овој процес. Меѓутоа, па, тоа што ми се случи таму, пошто беше, да речеме, во мојата кариера, да речеме, прв предизвикувачки кризен, светската криза кога беше. Сега па од друга тоа страна искуство донесе многу за иднината на компанијата, бенефити во однос на размислувањето, во однос на следните случувања понатака, така да тоа е балансот и компромисот, мислам. Пак женската мудрост овде ќе привакне веројатно, да речем, за да може мудро да се изменаџираат сите овие моменти и да се издржи и јуначки на вакви предизвици, нели? Овој збор многу ми се допаѓа, јуначки. На вистина е така, затоа што тој предизвик,
да речем, мајки сме сите овде, па Да. моментот со децата ние можеби нели најстресен секогаш кога треба да се, односно тој испит е веројатно најтешкиот кој го полагаме, секогаш кога се преиспитуваме, ја направив вистинската одлука со одредена ситуација, предизвик кога работате во прашањето, тие оставања, па некогаш да е и патување, нели, кој сакате да си го дозволите, па се преиспитуваме, нели, одиме до таму дали како ќе се чувствуваат и која ќе биде нивната реакција од точно. чувството на тоа што јас сум си земала време за себе или а сосема е легитимно и сосема е во ред. Така да веројатно вам ви се тоа секојдневие, постојани преиспитувања и постојани нели борби околу докажувањата. По прашање со децата, дали тоа некако лесно, не можам да речем лесно, но сепак како изминуваат годините, исто тие се посвесни или да речем се градат веќе во личности, ви оди полесно од за разлика кога вака биле помали на некоја таа возраст? Кога не можете убаво да им објасните зошто вие тоа го правите, зошто можеби толку долго ве нема, зошто сте вие постојано на пат, зошто нели толку долги часови поминувате на вашето работно место. Веројатно тоа тие во тој момент и не го перцепираат така. Јас мислам дека тоа сум го поставила како нешто нормално и со многу разговор и со надокнадување па на слободно време и квалитетно поминато време на тој начин тоа и со присуство на секаде каде што можело да биде дел од тоа што го правам во сите возможни ситуации. Не знам, на времето она беше мала Скопје Дизајн Вик која го организиравме, порасна таму. Така, цело време била инволвирана на некаков начин, така што тоа и помогнало веројатно да свати дека тоа е дел е сериозен и дека дел од животот. А и да мислам дека и било интересно, дека уживала да навлегува, да запознава некакви други деца, да учи од целиот тој процес, така што меѓутоа тинеџерскиот период е секако предизвик сам по себе. Сериозен. Ајде зборувајте ми за тоа, сега следат тие години ке мене. Предизвик сам по себе. Предизвик сам по себе. И во секој случај бара многу зборувања, многу разбирање, а пред се бара и многу работа кај нас како мајки. Антонија чисто најстарата чисто знае да каже дека не сум истата мајка која што Аријана има најмалата. Не сум истата мајка. Не сум истата мајка заради тоа што многу работам на себе. Значи сваќањата кои што ги имав кога она имаше 5 години и сваќањата кои што ги имам сега кога она има 17, а најмалата има 5, не се исти. Ама во меѓувреме јас се решив да направам многу промени кај себе, се со цел да ги разберам нив подобро, да се консултирам со професионалци кои што би можеле да ми помогнат за да ги разберам нив, да им ги разберам предизвиците со кои што се соочуваат, за да им помогнам па и нив, да речеме Антонија веќе 17, Ален има 14, предизвиците со кои што се соочуваат, притисокот од друштвото, не peer pressure, што е од околината, светот е многу поразличен од оној свет во кој што ние сме растеле, за да им го разберам и тој свет, од дигиталниот свет, дигиталната комуникација, речникот, или они комуницираат на речник. Мате Габор вели, и тоа е веројатно сега како ги раскажуваш овие работи, дека не сме исти, односно велиме нели дека сме како семејство, припаѓаме сите тука во таа средина, ние сме нели семејство, но вели сите сме различни и буквално сме сите ние во една различна врска и дека ние како родител особено не сме исти никогаш со ниедно дете и вели не е исто. Немој да мислите дека сте исти, ниту дека ја градите. Тие како карактер се прво различни и нашиот однос и нашата релација со нив е сосема различна. Не може да речеме јас сум истиот родител, јас ги родив и исто сум кон сите. И не е ни можно тоа, бидејќи животот е едно течење, значи промените се случуваат во ход, во мислам, ама и нивните карактери се, и нивните карактери, и нивните потреби се различни, и нивните предизвици се различни. Така да јас како родител, како мајка одговарам, значи со секој дете посебно во моментот со предизвикот со кој што се соочуваат, со проблемот со кој што се соочуваат. Така да затоа реков се менувам, меѓутоа јас исто доста растам со нив. За да можам и да ги разберам. Стибале предизвикувачки моменти кога работата или
или требало некој да трпи во моментот заради како сте давале предност на одредени ситуации, работа или приватно? Кога ќе се најдете во коштец, нели, со ситуации кои во истиот момент бараат полно внимание или како велиме народски, некаде гори треба да се носат одлуки или треба да се насочи вниманието? Тоа се едни од најтешките моменти. Да. Тоа се едни од најтешките моменти со кои што се соочувам јас лично, да речам. Приоритет секогаш давам на децата. Значи, јас сакам работата, да, и ја ценам и сето тоа, меѓутоа секогаш го давам приоритетот на децата. И логично. Да, затоа го кажав. Значи, на децата сум им кажала ден број еден дека сум тука за нив, што иде, како иде, дека нели првиот проблем треба да им бидам број еден на личност на која што треба да се обратат, така да без разлика на моите работни обврски и на тежината и на одговорноста на работата која што имам, децата ми се број еден во секој случај. Инспиративни сте и од каде таа инспирација за сите промени кои ги правите во бизнисот? Сериозни награди кои стигнуваат од секаде од светот, признанија од Јапонија, од земји, далечниот исток, секаде. Вистина кои импонираат, претпоставувам многу кога сте посветени и го работите ова што го работите, кога ќе стигнат признанија, големи достигнувања и така натаму, кога се ширите на пазарот, тоа е веројатно една убава лична сатисфакција, но нешто што ви потврдува веројатно дека сте на вистинскиот пат, сте го одбрали сите заложби и сето ваше нели вложено време не е залудно. Не е залудно. Јас сметам дека, иако малку ајде преопшто, можеби префилозофско ќе звучи, дека ниедно потрошено време не е залудно. Бидејќи можеби во моментот ние не знаеме или не сме свесни зошто сме го потрошиле тоа време, меѓутоа ќе ни се каже со текот на времето. Јас многу сметам, за мојот пристап е таков и гледање на животот, дека треба да бидеш многу отворен и многу љубопитен. Значи, тоа е број еден. Затоа што ако не си љубопитен, нема да можеш да посакаш да научиш нешто ново. Да направиш нешто поразлично. Исто така многу е важно да бидеш постојано тоа, па ќе те натера нонстоп и да учиш нешто ново и нонстоп да пробаш да излегуваш од комфорт зона. Како си го надополнувате вашето време, во смисла како си ја надополнувате енергијата? Веројатно се враќа она енергија кога ќе дојдете до Балдазар момент, клик на нов производ, нешто што веќе ја гледа светлината на денот, а сте вложиле многу труд, енергија, работа и така натаму, но веројатно ви треба време за себе, време да повторно ќе речам, си имате фокус на вашите потреби, нека биде некој половина час во денот или не знам. Кои се моментите? Марта, веројатно, делот, барем нашата публика, ќе те препознае како некој кој испомена музичко си одел, ја сака музиката и бил дел еден фантастичен женски бенд овде кај нас, кој сакал сцената. Да, сосема различно не од бев она. јас, татко ми беше член на бенд, а јас членував во хор. Во хор, се извинувам. Во хор. Така. Така што мене хорот ми ја надополни женската енергија, можеби што ми фалеше на машински факултет. Ние бевме на насока за барување 35 студенти, од кои 3 женски. И јас си го надополнува во исто време, веројатно тој женски момент. А друго нешто што е многу важно, што го научи во хорот е, да речеме, тоа се случува кога пееш духовна музика, која што е изричито захтевна, особено нашата нели православна која што е, или византијска од овие простори, која што потекнува. Има еден стих во една композиција од Стеван Мохрањац кој што секогаш се наежувам кога ќе го кажам. Умирит и мир. Пеењето во хор во исти тон, смирување на 50-100 хористи, една сериозна колективна медитација. Така што мислам дека и зависи како си во одреден период расположен, па меѓутоа еден дел од денот да се направи рекапитулација, баланс, обавезно. За секој си го прави тоа на свој начин и во различен дел од денот, во зависност од индивидуалната динамика, меѓутоа мислам дека е тоа апсолутно неопходно.
Кате? Или Јас сум шизење во morning диско. person. Или секогаш. шизење од диско, да. Да. Јас сум morning person, секој сабајле станувам во 5, правам јога, медитирам, а 2 пати во неделата одам исто на вежбање. Викендите ги користам покрај матка. Значи пешачење покрај матка, таму правам апсолутен ричардж на целата енергија и од таму па собирам енергија за сите наредни предизвици кои што па ме очекуваат во текот на неделата. Така да така си регенерирам собствената енергија. Јас сум поурбана, морам да признам, иако сум во црничена водно израсната, некако урбан тип сум. Да. Знам дека ги сакаш да бавите, шизењето како што Мене спомена. вода ме речарджира. Затоа реков, Значи, јас сум- шума не вода. Да, јас сакам многу вода. Охрид ми е мене местото Скоро за прочитав за колку би полнење со енергија. колку дена би биле задоволни покрај вода и одмор, па 200 до 300 би било окей. Аха, таман, така. Може. Од кои Така да. што Може. 350 нека се сончеви. Да, вистина. На 25 до 29 степени максимум. Затоа јас реков, затоа сакам многу покрај матка да шетам, да пешачам таму правам убав ричардж. Задоволни од позицијата во која сте сега во смисла на она што сте го постигнале со работата, приватно и така натаму и колку еве како што рековте сте си го нашле тој некој внатрешен мир или да речем сте си нашле методи како да си се поврзете со себе и да си бидете во хармонија сами со себе. Јас лично да. Еве да одговорам. Јас лично да, задоволна сум, реализирана сум, исполнета и го најдов мирот со себе. Имаше една страна за храна. Ке заборав, изумев да ја да, споменам. да. Пошто нешто што бара и некое внимание, Да. но дали тоа е некој да речам филтер за И тоа е филтер, научив на 40 Убави години, рецепти. научив да готвам, да. Никогаш немав ни желба претходно да влезам во кујна, немав ни желба да влезам во кујна и така на 40 години научив да готвам и тоа научив профи да готвам. Значи сум апсолутно се гордам со себе, така да ако ги правам ништо да ги правам нели баш така како што треба да биде. И тоа ми е еден од тие вентил за позитивна енергија. Така кога сум многу расположена готвам за моето семејство. Собирам ја местам масата убаво, готвам нечи она 3-course meal, Одлично 5 изгледа course, да. страната, нели Да. интересни се рецептите, сето тоа убаво запакувано, баш буквално се гледа дека е посветено внимание. Да. И љубов. И љубов. Љубов, без љубов ништо не правиме. Апсолутно. Да. Апсолутно верувам се дека слагам, тоа е љубовта во готвењето се Да. И се осеќа. И се чувствува, вистина се чувствува. Вистина се чувствува ако нема Како љубов, велат, така и ме барам и од баба ми сум го слушала тоа, на крај само стави малку Доза дури љубов. се смеев доза љубов, Доза како ти љубов, успева ами, да ти се да. волку вкусни јадењата, па дури со една-две состојки, нели немало намирници кои можеби ние денес ги имаме, ниту се правеле толку различни. Меѓутоа немале ни пристап до такви информации. Апсолутно, но нели они вкусот, Да. како велиме, по вкусовите се Го памтиме врзуваме со... детството. Да. Го памтиме Апсолутно, детството. мене ми се Вкусовите тие и мирисите. Мирисите. Вкусовите Вкусовите и мирисите или го- за чините онака кои што се сетите Сите она што ни прави една убава слика или ни ги враќа сите спомени од тие убави периоди. Верувам ќе бидеме убави и за гледање и за слушање и ќе бидеме инспиративни можеби и за овие млади девојки кои еве од вашето гостување ќе добијат инспирација да газат цврсто во условно речено машки свет каде што нели на почетокот се чувствуваат или несигурни или чувствуваат предизвик дека можеби не би можеле да ги исполнат своите соништа. Вие сте апсолутен пример за тоа дека кога се сака се може, ако човек се почувствува пријатно, сигурно во она што го работи или едноставно чувствува еден убав предизвик, дека и тоа како може да се успее и тоа да се ужива во процесот на градење на една иднина убава. Верувам дека се уште нови достигнувања, награди бројни, дека ќе бидете гордост за Македонија, работи кои што ќе можеме да ги споделиме, дека кај нас има и тоа како умни, особено жени, морам да Апсолутно. Апсолутно. Тука јас исто се согласувам. дека имаме вистина. Се повеќе девојчиња на пракса доаѓаат. Вистина имаме и многу, многу само што уживам кога не- треба да одржам Не чувствувам дека предавање доволно или простор се се, дава да. или дека доволно информација имаме токму за тие умни деца, девојчиња кои треба да грабат и на кои треба да останува еднината, а вистина ги имаме многу.
Се надевам во некоја следна прилика со уште позитивни разговори и убава позитивна вибрација. Катерина, ќе ве имам овдека заедно Марта во Жилет и ќе бидеме и бритки и јасни со одговорите и ќе бидеме инспиративни. А ви посакувам, се разбира, успешна и кариера понатаму и уште нови иновации кои ќе ни го олеснуваат животот и ќе ни го разобавуваат. Ви благодарам за вечерва. Ти благодариме на поканата. Ви благодарам што бевте вечерва дел од Жилет. Се надевам дека, реков, бевме доволно инспиративни и пријатни и се гледаме во следното издание. Немав пари да ти изградам палата, пари да ти купам Шевроле, имам желба да ти дадам се што сакаш. Чекам многу години, чекам се да помине, пакам јас на колена, за мене ти си родена. Станот ми е лом, Терот ми е пол, ке ти турам джуз, ке ти свирам блуз. Станот ми е лом, фрижидерот ми е пол, ке ти турам джуз, ке ти свирам блуз. Mi bega mnogo pati, imam kola i ja isplakana rati, imam Fender što pravi mnogo puka, imam srce što za tebe čuka. Čekam mnogo godini, čekam se da pomine, pakam јас на колена, za mene ti si rodena. Станот ми е лом, фрижидерот ми е пол, ке ти турам джуз, ке ти свирам блуз. Terot mi je pol, ке ти турам джуз, ке ти свирам блуз. Станот ми е лом, фрижидерот ми е пол, ке ти турам джуз.